2/3 од македонските граѓани сметаат дека не постои ниту еден политичар кој има интегритет во државата. Форумот за разумни политики објави анкета како зачеток на индексот за интегритет во политиката. Речиси 90% од граѓаните сметаат дека институциите треба да се извинат доколку направат грешка во работењето, но 85% не се сеќаваат дека такво нешто се случило. Над 70% сметаат дека политичарите треба да поднесат оставка кога ќе направат некое дело, поради несовесно работење или во случај на несреќи со човечки жртви. Најмногу замеруваат што никој не поднесе оставка поради трагедијата во Кочани, кога во пожар во импровизираната дискотека Пулс загинаа 63 млади луѓе. За политичарите да ја вратат довербата, според граѓаните, треба да работат за јавниот интерес, а не за себе лично, да бидат казнети кога ќе направат злоупотреби и да ги исполнуваат ветувањата што ги даде. Довербата е ниска, ние знаеме колку е ниска довербата. Граѓаните не нужно знаат што е тоа, зошто не им веруваат на политичарите, но ќе видат дека се едно зборуваат, а друго прават, или едно зборувале можеби кога биле во опозиција, а друго кога се во власт, осеќаат, чувствуваат дека нешто, дека негде шкрипи во водата. Жолт картон добија и медиумите и новинарите, но тие уживаат каде поголема доверба од политичарите. 41% од граѓаните не веруваат на ниту еден медиум, а 32% сметаат дека не постојат новинари со интегритет. Најголема доверба граѓаните имаат во телевизиите, радијата и весниците. Зошто? Тешко прашање, кое што не е поврзано само со Македонија и не е поврзано само со недоволно етаблирана демократија и демократски процеси и демократски институции. Тука е поврзано малку и со технологијата, малку и со социјалните мрежи, каде што секој станува експерт и кој повеќе скандализира, тој има повеќе лајкови, повеќе фоловери и така натаму. И туку логата на традиционалните медиуми, не само Македонија, туку на светско ниво, се проблематизира. И таа борба помеѓу големиот океан на социјални медиуми и важната улога на традиционалните медиуми е борба која што вие треба да се изборите на некој начин. Сепак, граѓаните на отворен тип на прашање кажале дека покрај Facebook сител им е најчестиот извор на информирање. Анкетата е направена на репрезентативен примерок од 1027 испитаници во периодот меѓу 15 и 26 август годинава. Анкетата е само еден дел. Форумот за разумни политики создаде индекс за интегритет во политиката. Преку него ќе мерат како политичарите се однесуваат, па во директна комуникација со нив ќе се обидат да влијаат врз нивната работа и јавните настапи. Клучната идеја овде е да не биде тоа сега критика заради критика. Ќе се обидеме во комуникација директно со политичарите, со институциите, преку нашите организации, преку нашите соработници, да им помогнеме. Пошто можеби некој политичар не знае колку му штети ако се однесува неинтегритетно или ако се однесува надвор од она што е дозволено во јавната сфера. И ќе се обидеме преку таков тип на совети и поддршка, ако сакат и да ги научиме политичарите како да се однесуваат. Даниел Василев, Сител телевизија.